Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Инвестирање во Кочани од страна на сириските бизнисмени беше целта на првата официјална средба на градоначалникот Димитровски со сирискиот конзул во Македонија Мезен Хамур. Првите инвестирања ќе бидат во делот на текстилната индустрија и храната. Мезен Хамур, конзулот на Република Сирија во Македонија, во прва посета на Кочани. На средбата градоначалникот Димитровски го запозна со потенцијалите со кои располага градот и со можностите за соработка на Кочани со стопанственици од Сирија кои се заинтересирани за инвестирање. Разговаравме за тоа како има интерес од страна на нивните стопанственици да дојдат во Македонија, посебно во Кочани, посебно во делот на текстилот и на храната, за да ги запознаат нашите услови, за да се запознаат со нашите директни стопанственици, за да евентуално во директни разговори, во директни контакти ги искористат бенефитите кои што ги дава нашата влада. На средбата беше иницирано воспоставување соработка на Кочани директно со градот Дамаск во Сирија, каде се наоѓа најстарата комора во светот, комерцијалната комора, чиј председател е конзулот Хамур, кој официјално го покани Димитровски да биде гостин на градоначалникот на Дамаск за да отпочнат заедничка соработка. Ние ќе даме се од себе да му бидеме партнери во успехот на овај дел, ќе се трудиме максимално за успехот на нови инвестиции во овај град, да може да се дигне економијата на Македонија. Барав од градоначалникот да почнеме веднаш и преска рече за 3-4 месеци очекува првите чекори. Конзулот рече дека од последниот пат кога бил во Македонија пред 7 или 8 години, државата се развивала на подобро и забележал голем напредок. Меѓу другото го запозна Димитровски со моменталната ситуација во Сирија и немирите со кои се соочува државата. Граѓаните на Чешиново Облешево се одлучија за уредување на речното корито на Брегалница како приоритетен проект за финансирање со швајцарските пари. Со тоа заврши форумот на заедницата и во оваа општина. Уредување на речното корито на Брегалница е проектот за кој граѓаните на Чешиново Облешево дадоа најголема поддршка. Со тоа заврши втората и конечна сесија на форумот на заедниците во оваа општина. Изгласаниот проект опфаќа чистење на речното корито, поставување на каскади за земјоделските површини да се заштитат од поплави и ерозија на земјиште и подобрување на процесот на наводнување. Во најтесниот круг влегоа уште два проекта. Другиот концепт се однесува на доизградба на канализационен систем во село Облешево и третиот се однесува на подобрување на делот на водоснабдување во село Спанчево. За жал нема средства за сите, но целта е да одберат кој ќе биде финансиран, а останатите ќе може после општината да аплицира со нив на некои други фондови кои што ги има. Уредувањето на речното корито на Брегалница ќе се финансира со инвестициски фонд од 60.000 швајцарски франци, од кои 50.000 се донација на швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања, а 10.000 на општина Чешиново Облешево. Во рамки на форумот на заедниците, општините од Брегалничкиот регион имаат можност да аплицираат за мали инфраструктурни проекти за вода, како мали колекторски системи за отпадни води, пречистителни станици, рехабилитација на системите за водоснабдување и проекти за заштита на подземните води. Се довршуваат двете мултинаменски спортски игралишта во Кочани и Оризари. Инвеститор за едното е Агенцијата за млади и спорт, а за второто локалната самоуправа. Мултинаменското спортско игралиште во дворот на детската градинка во Текешински Лозја го оформува конечниот лик. Деновиве на теренот што 2,5 години стоеше раскопан е поставен асфалтен слој и довршено е поставувањето на патеките со бехатон плочки, како и бетонските одводи за атмосферската вода. По вградувањето на електричната инсталација за осветлувањето останува да се постават металните столбови и оградата околу теренот. Кога започна неговата изградба, ова игралиште се најавуваше како прво од 100 повеќенаменски малски игралишта за мали спортови, што како проект го спроведува Агенцијата за спорт и млади. За неговата изградба беа предвидени околу 5 милиони денари, со кои во проектот е планирано да се изградат и мини трибини. За сега нема известување дали инвеститорот ќе се задржи на правичниот проект или тој ќе биде изменет. Во меѓувреме се довршува опремувањето на второто мултинаменско спортско игралиште во Оризари. Претходно асфалтираниот терен се оградува, пошто ќе биде поставено и осветлување.
Исто така, од општината која е инвеститор во изградбата, најавуваат дека ќе бидат поставени нови спортски реквизити за кошарка, ракомет, односно мал фудбал. Целата инвестиција за реконструкција на теренот чини над 1 милион денари, што се обезбедени од општинскиот буџет. Како што рекоа од секторот за урбанизам, завршувањето на двете спортски игралишта, доколку не излезат непредвидени работи, се очекува до крајот на месецот, кога треба да бидат предадени во употреба. Основното училиште Никола Карев ќе добие втор влез. Ќе се гради од северната страна на училишната зграда и ќе биде од големо значење за учениците, родителите и вработените во училиштето. Проектот за отворање на втор влез во училиштето Никола Карев конечно ќе се реализира. Истиот е плод на партнерството помеѓу училиштето, УСАИД, локалната самоуправа и Министерството за образование и наука. Со тоа ќе биде решен проблемот кој со години се провлекува во училиштето и од капитално значење. Наредната недела ќе има до потпишување или меморандум за соработка во кој ќе биде вклучено училиштето Никола Карев, УСАИД, Министерството и локалната самоуправа. Негде очекуваме да започнат овие градежните работи во месец ноември и се надеваме за месец дена целиот тај дел да биде завршен. Покрај вториот влез или училишниот влез на училишната зграда, ќе биде влезена и фасадата и најверојатно кровот. Со тоа би ја заокружиле, како да кажам, инфраструктурната врска на самото училиште, кој подолго години не мачи како училиште и за безбедноста и ефектите кои ќе ги добијат придобивките учениците, вработените и родителите од градот Кочани. Целокупниот проект чини повеќе од 3 милиони денари. УСАИД учествува со 1.200.000. Училиштето со околу 15% од вкупната сума и 10% ги дава општината. Освен вториот влез, планирано е да се направи и топла врска на училиштето со салата, а во тек се градежните активности за приклучок на парното грејење во спортската сала. Безбедноста на учесниците во сообраќајот, особено на пешаците на одредени улици во градот, е намалена. На некои од најфреквентните места се чувствува потреба од обележување нови пешачки премини, заради поголема сигурност на граѓаните. Барање за обележување нови пешачки премини во централното градско подрачје упатија граѓаните до локалната власт. Нивна оценка е дека на одредени локации улиците не можат да се преминат само затоа што не е обезбедено соодветно сообраќајно решение. Таков е случајот со кеј на Револуцијата, што е една од најфреквентните, а по целата нејзина должина преминувањето е дозволено само на 4 места. Најкритично е во близина на градскиот парк, заради што граѓаните се обратили и до советниците, кои нивното барање го изложија на последната седница на Советот. Има укажување од повеќе граѓани за потребата од постојање на дополнителен пешачки премин кај првиот влез на паркот, кај менувачницата, бидејќи таму најчесто пешаците ја поминуваат улицата за да влезат во паркот, иако таму нема обележано пешачки премини, се доведува до непријатна ситуација и пешаците и возачите на моторни возила. Мислам дека умесно би било таму да се обележи еден пешачки премин. Од локалната самоуправа рекоа дека за да се направи обележување со нов пешачки премин, потребна е согласност од соодветните служби во полициската станица, но изразија песимизам дека дозвола ќе се добие. Ние имавме повеќе пешачки премини, меѓутоа по сугестија на МВР, ние тие пешачки премини од другата страна на Маршал Тито, тука зборуваме за кеј на Револуцијата, така. Ние на Маршал Тито ги затворивме и останаа се на се 2 или 3, заради тоа што сметаат тие дека се за регулација на сообраќајот така треба да биде. Ќе поразговараме, ќе видиме и тоа мислам дека нема да ни одобрат да поставиме таму пешачка патека. Меѓутоа сме у фаза на реконструирање на тој тротоар. За наредна година веројатно ќе го ставиме во програмата, целиот тротоар од 2 другара па до Домот на културата, така да можеме со тоа да го изведеме некако поквалитетно. Освен пешачкиот премин на кеј на Револуцијата, оценка на граѓаните е дека треба појасно да се обележи и преминот на Маршал Тито кај излезот од големиот паркинг на трговскиот центар. Ова посебно се чувствува затоа што на овој дел со уредувањето на новиот тротоар фреквенцијата на пешаци е дополнително зголемена. Волшебна вечер со тивките раскажувачи кои ја активираат имагинацијата на оние што ги следат.
Театарска представа без зборови, во која своите чувства и мисли актерите, американците Рик Веймер и Лори Холт од Соединетите Американски држави ги искажуваат само со гестови. Чудата без зборови помина без публика. Чуда без зборови, приказната која се голта со очи, представена пред кочанци. Преку следење на представата во самата личност се пробудува креативната имагинација, која се поистоветува со инспирацијата. Комбинацијата од мисли кои се наоѓаат во човековиот ум е различна кај секој човек. Мисли кои представуваат минато, сегашност и иднина и кои представуваат емотивната слика на чувствата. Задоволство ми е да учествувам во Кочани и да се представам пред вашата публика. Прв пат сум во Македонија. Одамна се занимавам со пантомимата, а со мојот партнер Веймер заедно работиме цели 20 години. Шоуто вечерва беше прекрасно. Имагинацијата ги задава наредбите на подсвеста, што значи дека директно влијае врз нашиот живот. Таа е единствениот виновник за сите наши успешни или неуспешни дела, срекни или несрекни моменти, рече пантомимичарот Веймер. Со вечерашниот перформанс се обидовме да направиме спој меѓу трагичното и комичното. Со пантомимата им помагаме на луѓето да ја развијат способноста да размислуваат, да фантазираат, да ја развиваат моќта на умот. Целта е творечката способност на умот да действува во совладување на некој проблем, да се развие способноста за креирање нови идеи, за изнаоѓање нови решенија. Целата приказна гледачите си ја замислуваат онака како што ја доживуваат. Морам да кажам дека во приказната има моменти кога некоја сцена допира длабоко во срцето, друга пак прави да се чувствувате заљубено. Чудата без зборови помина и без публика. Колку и да е голема придобивката од следење на културните настани во градот, а посебно на пантомимата, кочанци и на оваа несекојдневна представа дојдоа во мал број. Имаше едва и 15-тина. Инаку, со представата беше отворен меѓународниот фестивал на пантомима Панфис, чиј победник во 2008-та беше пантомимичарот Веймер. Со еколошки активности и општина Кочани ќе се вклучи во втората национална кампања Македонија без отпад 2013. Кампањата е предвидена за сабота, а во неа е најавено дека ќе се приклучат сите поголеми општини во државата. Со акција за расчистување на околината на фабриката за вода, општина Кочани ќе им се придружи на уште 50 на поголеми општини во државата, кои ќе ја реализираат кампањата Македонија без отпад 2013. Оваа локација е една од најзагадените во околината на градот и наместо дозволеното исфрлање на земја и градежен шут, граѓаните често ја користат како дива депонија за друг комунален отпад. Екоакцијата се реализира во соработка со Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија. Според известувањето од организаторот, целта на кампањата е да се поттикне граѓанскиот активизам и да се развие свеста и навиките кај сите граѓани за правилното управување со отпадот. Главниот акцент е ставен на собирање и правилно одложување на отпадот на одредени локации. Со оваа активност, граѓаните на општина Кочани се вклучуваат во глобалната акција, што официјално е поддржана од Европскиот парламент, а годинава се одвива во 107 земји. На минатогодишната акција Македонија без отпад собрани беа 60.000 метри кубни отпад на околу 340 локации во 54 општини. Лани се чистеа диви депонии, одложен отпад на несоодветни места, а учество земаа над 55.000 пријавени волонтери. Акцијата во Кочани ќе започне в сабота во 8 часот, а алатот за расчистување го обезбедува комуналното предпријатие Водовод. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Виница. Без струја в петок, 4 октомври, ќе останат дел од корисниците од улиците Бел Камен и Пионерска. Прекините ќе бидат во периодот од 9:30 до 12 часот и 30 минути. Како што информираат од ЕВН, прекините се заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони.
Македонското еколошко друштво во соработка со планинари, велосипедисти и љубители на природата организира есенска промоција на Осогово и неговите природни и културни убавини. Целодневната активност ќе се спроведе во недела. Настанот се одржува под мотото Осогово и лично и различно. По подолго време размислување и соработка со повеќе невладени организации, дојдовме на идеја да го промовираме Осогово, но не во онаа светлина во која го знаат граѓаните на Кочани и Македонија, вели еден од организаторите Сашко Стефановски. Токму затоа терминот е одбран да биде есенски, бидејќи секој од нас, нели, од Кочани и од околината бил на Осогово или летно време, или за време на скијачката сезона. Ама ние како што гледаме планинарите, малкумине се тие што го знаат и го имат видено Осогово во есен. Па затоа одредивме сега да биде различно, значи сезонски, а сепак ќе биде лично. Односно, тие што ќе дојдат ќе видат дека ги има сите нијанси, од зелено до темно црвено. Во рамки на активноста ќе се одржи планинска и велосипедска тура, како и собир на пониква. Организаторите тргнале од идејата да се промовираат сите можности на Осоговијата. Затоа, освен планинарското спортско друштво Осогово, се вклучени спортскиот клуб Електрика, велосипедскиот клуб Зелени патеки, Слоуфот Осогово, Сдруженијето на пчелари Пчела, Сдруженијето на земјоделци Машински круг и секако Македонското еколошко друштво. Кога ќе видиме, нели, кои се организаторите, веднаш станува јасно дека тука имаме промоција и на Осогово како можност за планинарење и за велосипедски тури, за производство на здрава храна, ќе има промоција на здрава храна произведена од производи од Осоговието, народни носи, обичаи, тука ќе бидат изворните инструменти, сето тоа склопено, нели, во еден хепеник што би требало да трае од 12 па до 16 часот. Тргнувањето на учесниците на планинарската тура е закажано за 6 часот и 30 минути на градскиот плоштад, добраната градче, од каде што одбележана патеката до Пониква. Патеката е во должина 13 километри, за некои бавни 4 часа, нели, рачунаме дека ќе има и рекреативци, ќе бидеме горе. Велосипедистите одат во обртен правец по патот од Кочани за Пониква и се враќаат преку Јастребник па Брана градче Кочани, додека останатите во 8 часот од градскиот плоштад одат организирано со автобуски превоз. Главната активност ќе се одвива во дворот на угостителскиот објект Осоговски бисер, а за присутните е предвиден и ручек по символична цена. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!